Ние се уште го немаме детално проучено, колку што разбрав пред некој ден се појави ребалансот, така што нашите тимови го проучуваат, но првата работа што ми падна во очи е намалените капитални расходи, што значи инвестициите. Се намалуваат за околу 50 милиони евра. И второ, што ми падна во очи е намалувањето на растот, што е директно поврзано со намалените капитални расходи. Затоа што капиталните расходи, односно инвестициите од буџетот, се една од компонентите што го движат развојот на економијата. Тоа не е единствената компонента, но е една од компонентите што го движат развојот на компанијата и консеквентно на тоа, како последица на тоа, природно е да се намалува и растот на економијата, што не е добро, што е лошо. Ова што го прават со патиштата, запирање на градба на 2 автопати, со цел да прикажат дека нешто недостасува, па дека ете тие ќе го решат проблемот сега со тоа и да покажат некаква божемна своја активност, се одразува лошо на економијата. Така направија со стадионот Националната арена Филип II. 3-4 дена говореа дека не било спремно за одржување на Суперкупот, дека сега тие тоа ќе го седат, за да после 3-4 дена излезе работата дека недостасувале климатизери, кои што ќе ги набави јавното предпријатие ПУИК. И после 2-3 дена од тоа, УЕФА излезе со телевизиски спот со кој што дефинитивно промовира дека Суперкупот ќе се одржи во Скопје. Значи, налагат и са кратки нозите и работите излегуваат брзо на површина. 4-5 дена лажеа дека ќе пропадне Суперкупот, по 4-5 дена излезе УЕФА кажа дека нема да пропадне. Значи, тие не го кажаат директно, но со спотот што го извадаа, кажа дека се е спремно и дека Суперкупот ќе се одржи. Така и со патиштата. Со сила прават проблеми, трасата била утната и слични работи, такво нешто не постои. Значи, тоа се измислени проблеми. Проблеми пак кои што постојат и кои што се решаваат вод, исто така не се причина за запирање. Да речеме, требало некој далековод да се премести. Па тоа се прави вод. Тоа не треба да се замара јавноста со тоа. Нашите министри во минатото, додека се градеше патот, преместуваа далеководи, правеа се што треба да се направи, не ја замара јавноста со нешто што е нивна работа, да координираат помеѓу институциите и да се заврши вод. Јасно е дека, обидувајќи се да соберат политички поени за себе, дека нешто спасиле, сработиле, решиле некој проблем, закочуваат крупни инвестициони проекти, како што е градбата на автопатот Кичев-Охрид, како што е градбата на автопатот Скопје-Штип. Го закочија клиничкиот центар во Скопје, односно го прекина. Ќе граделе нов надвор од градот. Нема да го изградат. Еве ви кажам однапред, нема да го изградат. Скопје нема да има нов клинички центар. Запирањето на градба на овој клинички центар нема да значи градба на нов. Ке значи не градење на клинички центар и тоа се одразува сега во капиталните трошоци на буџетот. Тие се намалуваат и се намалува и растот на економијата. Се прават катастрофални грешки во економијата кои што на крајот завршуваат на грбот на народот. Додека политичарите од СДСМ си прават реклама дека нешто решаваат некои измислени проблеми, дека ќе смислат подобра локација за клинички центар и слично, паѓаат капиталните расходи, односно капиталните инвестиции во буџетот, се намалува растот на економијата, а тоа се рефлектира на севкупната економија и на севкупниот животен стандард. Тоа е лошо. Лошо е кога заради ситни политички поени и покажување на некоја измислена божемна активност за решавање на некои измислени проблеми, на крајот страда целата економија и страдаат граѓаните.